Министерството за внатрешни работи денеска сузби организирана криминална група која се занимавала со нелегална трговија со оружје, муниција и дрога. Имено во рамки на повеќемесечната истрага обезбедени се доволен број на докази за инволвираност на членовите од оваа група во нелегалната трговија со дрога, оружје и муниција и документирани се продажба на дрога, оружје и муниција. Денеска, во раните утренски часови, од страна на Одделот за сузбивање на сериозен и организиран криминал, во координација со Одделот за специјални полициски операции и Одделот за криминалистичка полиција, а под раководство на обвинител од надлежното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, приведени се 9 лица, од кои 8 во Арачиново, Скопско и едно лице од Свети Николе, а едно лице, член на оваа група, од претходно е на издржување на мерката притвор. Врз основа на издадени наредби од надлежен суд, извршени се претреси на повеќе локации во Арачиново и една локација во Свети Николе и при тоа се пронајдени предмети поврзани со истрагата. Две лица од приведените создале организирана криминална група, ако неа се приклучиле останатите 8 лица, кои што фактички го продавале нелегалното оружје и дрога на заинтересирани купувачи. При спроведување на повеќемесечната истрага и преземање на мерките и активности, документирани се повеќе од 20 купопродажби на оружје, дрога и муниција. Обезбедени се доволен број на докази кои ја потврдуваат инволвираноста на лицата во овие активности. Исто така, во рамките на ова криминалистичко истражување, по преземени мерки и активности се реализирани повеќе случаи на недозволена трговија со дрога, оружје и муниција. Поднесени се веќе кривични пријави против други 12 лица кои што се инволвирани во овие случаи. Оваа криминална група е поврзана и со случајот во Кичево од 10 ноември 2020 година, кога беше заплената голема количина на оружје и муниција. Министерството за внатрешни работи и во наредниот период продолжува со сериозни акции за справување со вакви и слични криминални групи.